Два големи и успешни настапи имаше фолклорната школа при Академијата Euroart од Штип во Бугарија и Турција. Таму Академијата учествуваше на два значајни меѓународни фестивали. На кој начин членовите на Академијата се представија во Бугарија и како е оценет нивниот настап? На меѓународниот фестивал Пауталија во Кюстендил, Бугарија, зедоа учество околу 50 членови на фолклорната школа на Академија Euroart на возраст од 6 до 60 години, така што со нивниот 60 минутен настап добија високи оценки од жири комисијата и ја освоија високата специјална награда за целокупно творештво. Неколку дена само подоцна, Академијата настапи и во Турција. Членови од средната и големата група на возраст од 14 до 24 години учествуваа и на фолклорниот фестивал, меѓународниот фолклорен фестивал Троја во Чанаkkale, Турција, така што пред публиката се представија одлично и веќе добивме понуди за други фестивали во Турција, меѓутоа и за други земји во светот. Ние како представници од Македонија зедовме учество на овој фестивал заедно со уште 18 фолклорни групи од различни делови од светот. Во наредниот период Академијата Euroart планира нови активности. Во текот на летото успешно реализиравме една летна школа, летен камп во Академија Euroart, така што веќе уписите се во тек за следниот летен камп ова лето, а интензивно продолжуваме да се подготвуваме и за останатите домашни меѓународни представувања во текот на оваа година. Во моментов Euroart брои 120 активни членови.